Манипулација и предизборен трик. Вака пензионерите ги толкуваат најавите за пакетот кризни мерки на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Тие денеска од Штип го прашаа Битики што ќе се случува после април, бидејќи тогаш освен што ќе заврши мерката, ќе завршат и изборите. Дали овие пари ќе ги даде како за да добие избори и за предизборен трик? Па луѓе, да се освестеме. Дали со овие малку пари што ги дава на овие пензионери ќе бидат доволни за после изборите? Немој да посегнувате по пензионерите. Да, зошто? Затоа што тие ви се најголемата гласачка машинерија. Вице-премиерот Битики најави дека сетот антикризни мерки ќе ги опфати пензионерите со примање до 19.000 денари. За нив е предвидено фиксен додаток најмалку до април месец наредната година. Сепак пензионерите не отстапуваат, бараат 5.000 денари линеарно покачување за сите. Па спрема мене тоа не е реална мерка. Он прави некои спекулации таму да ни замачка очите со малку пари, а тоа ништо не помага. Тоа е како едно влакно во вода. Мојата пензија е 12.900. Со таа пензија ја можам само да ги купам лекарствата и да платам комуналиите. А за мене нема. Речи си 5 месеци македонските пензионери се на улица и бараат повисоки пензии. Но засега освен најава за антикризни мерки од власта не добија ветување за повисоки пензии. За утре во Тетово најавија координативен состанок на сите иницијативни одбори, каде ќе треба да договорат какви чекори ќе преземат во иднина.